Барселона или Мадрид? Кој прв ќе одржи седница на парламентот? Дали Каталонија прва и официјално ќе прогласи независност во четврток или Шпанија ќе ги смени каталонските лидери и ќе постави свој в петок? Двете страни тврдоглаво стојат на ставовите додека меѓународната заедница со загриженост го следи проблемот, а Европската унија ја поддржа унитарноста на Шпанија. Каталонските власти нема да ги следат наредбите на шпанската влада ако Мадрид направи чекор кон преземање на контролата врз регионот, порача портпаролот на каталонското министерство за надворешни Раул Ромева, обвинувајќи дека централната власт действува против волјата на каталонците. Како може Европската унија да ја дозволи таа ситуација ако се оствари? Како може да опстане европската демократија? И како може да имаат кредибилитет ако го дозволат тоа? Затоа што можам да ви кажам дека народот и институциите на Каталонија нема да го дозволат. Моето прашање и морам да бидам сосема јасен е како може да се правиме слепи и глуви. Ова е напад врз демократијата. Каталонија ги брани вредностите и принципите што наводно ги представува Европската унија. Шпанскиот сенат во петок треба да ја одржи седницата на која ќе распушти каталонската влада и ќе распише предвремени избори, но и Генералитат не чека. Парламентот во Барселона ќе одржи седница во четврток на која ќе решава за идната насока на регионот. Каталонскиот председател Карлес Пучдемонт одбива да го запре процесот на прогласување на независност, поради што му се заканува губење на овластувањата, функцијата и платата, а дури и затворска казна, откако група шпански правници покрена тужба против него. Како што изјави подпредседателката на шпанската влада, Сораја Саенс де Санта Марија, Мадрид би можел да постави привремен представник кој ќе управува со Каталонија, откако Сенатот ќе одобри директната управа на Мадрид врз регионот. Според шпанскиот премиер Маријано Рахој, овие мерки не значат суспензија или укинување на каталонската влада, туку се само природен период додека да се надмине кризата, што не го прифаќаат каталонските лидери. Освен одземањето на надлежностите на Пучдемонт, централната влада планира да ја преземе и контролата врз каталонската локална полиција и регионалната телевизија ТВ3. Повиците на сепаратистите за интервенција од надвор досега нема никаков ефект, откако Европската унија се изјасни дека ја смета работата за внатрешно прашање на Шпанија. Сепак меѓународната заедница следи со внимание дали каталонските сепаратистички лидери ќе се осмелат и официјално прогласат независност на седницата во четврток или владата во Мадрид прва ќе ги отстрани од функциите во петок. Што конкретно се случува на релација Каталонија-Мадрид и какви игри се играат во моментов ќе проанализираме со колегата Христо Ивановски, тој е со мене во студиото. Христо, добар ден и добре дојде. Чинам дека неисцрпна е оваа тема со оглед на тоа дека таму работите некако, зборувам Каталонија, Мадрид, оваа релација се одвиваат периодов интензивно. Владата на Рахој ќе гласа за активирање на член со кој се укинува автономијата на Каталонија. Прашањето ми е зошто ваков чекор ако се знае дека каталонците официјално не објавиле независност? Каква е оваа игра? Да, значи каталонците решија декларацијата за независност да ја остават под мраз, односно да ја активираат кога тие ќе проценат дека треба да се активира. Практично имаат адут во ракавот и ќе чекаме на денови кога тие ќе го извадат и официјално ќе го постават на маса. Играва е сега наликува на мачка и глушец од причини што барем навидом изгледа дека Мадрид е мачката и може лесно да го улови глушецот на првата кривина или на првото ќош. Затоа што од прв поглед изгледа дека Мадрид ги има сите инструменти во своји раце. Уставот е тука и може да активира член, практично они го викаат тоа нуклеарната бомба, со која ќе ја одземат автономијата на Каталонија. Што значи тоа? Неизвестно е, не се знаат многу детали, од причини што до сега и не се активирал тој член. Можно е да им се земат овластувањата целосни на избраните лидери, но тоа ќе биде удар врз демократијата и во Шпанија и во Каталонија, затоа што тие се лидери избрани на демократски избори во Каталонија. Тие имаат своја полиција, имаат свој парламент, носат своји суверени одлуки и сега прашањето е зошто Мадрид би удрил толку силно врз демократијата во Шпанија. Мислам дека Рахој направи неколку погрешни чекори на почеток, кога беше уште во фаза на подготовка на референдумот во Каталонија, многу силно удри врз
демократското право каталонците да се изјаснат. Потоа тој рече дека референдумот не го виде, а сега ќе донесе одлука за нешто кое тој не го видел. Значи, за прогласена независна, односно ние очекуваме Каталонија да се прегласи во независна Република Каталонија, да излезе од кралството Шпанија. Секако тоа е сериозен потрес, но прашањето е дали каталонците сега имаат своји инструменти и дали нема да ја прифатат, односно ќе ја отфрлат улогата да бидат глушец во овој процес на, би рекол, првите почетни чекори на десолуција на Шпанија, онаква каква што ние ја гледаме со децении. Можно е, да. Како ќе се постави Мадрид, но како ќе се постави Каталонија сега? Има ли такви некои информации како тие ќе играат? Со оглед на тоа, па и дека меѓународната поддршка е некако на страната на Мадрид? Да, меѓународната поддршка е на страната на Мадрид. Голема сила не застана за каталонците официјално, да речеме во случајот на Косово, американците застанаа апла зад прогласувањето независност и тие практично како голема земја го туркаат Косово и дел од Европската унија го туркаат проектот Косово, независно Косово или Република Косово да влезе во меѓународни води, да исплива и така натаму. Тешко оди тоа, гледаме дека Косово не може да стане членка на Совет на Европа, ОПСЕ, Обединетите нации и така натаму, но има што се вика спонзори, тоа да го спроведуваат. Кај Каталонијата уште го нема, но може да се појават со текот на времето, затоа што сепак ова е почеток на тој процес. Каталонија уште нема официјално прогласена независност. Значи, таа ќе прогласи независност, па може да се обрати до судот за правдата на ЕУ, може да се обрати до судот за човекови права на Советот на Европа и да почнат едно меѓународно широко лобирање за своите национални интереси. Тоа ќе трае подолго време, но мислам дека веќе ги гледаме првите корени на длабока политичка криза во Шпанија, но и во Европа. Христо, какво е расположението на народот? Знаете, многу е тешко тоа да се прогнозира, затоа што, да речеме, Брекзитот помина со мали проценти. Се бунеат бабите и тетките гласа затоа што они биле слободни, младите немали интерес и така натаму, но изгласа и почна еден процес, го гледаме каков е макотрпен, килав, колку ќе чини, колку ова, колку она, тоа се тешки работи, тешки дилеми. Но расположението е тоа, значи процентите, мал 2 или 3% решаваат дали вие ќе бидете овде или ќе бидете тамо. Да речеме на Република Македонија и се случи 99% да гласат за независност, но кога беше референдумот во 2004 година за прекројување на локалните граници, значи како ќе изгледаат општините, работите беа многу поинакви. Мал процент реши Македонија да не остане во старите граници општински, туку да се прекрои и тоа на известен начин ја реши судбината на Македонија како држава и како систем. Ние тоа сега го гледаме во Шпанија, односно во Каталонија. Мал процент, но тој процент решава демократските правила се тие. Кој излегол, гласале повеќе и тие ќе го водат сега, лидери ќе го водат процесот на Каталонија кон излегување од Шпанија. Може би тоа да не се случи. Сепак ќе биде долг и макотрпен пат, така нема ништо да помине. Макотрпен, може и да не биде дефинитивен, но Шпанија најверојатно од оваа криза ќе извлече поуки и може би нема да изгледа како што изгледа сега во своето внатрешно уредување. Разговаравме еднаш за домино ефектот кој што може да го предизвикува што се случува со Каталонија. Токму вчера имаше референдум за поголема независност од централната власт во регионите Венето и Ломбардија во Италија. Што значи, Христова, за Италија, за Европа, но и за целиот свет? Какви пораки се упатуваат сега? Можно ли ова да дојде после ова се што се случува во Шпанија со Каталонија? Многу предвидуваат домино ефект и Каталонија практично може да биде она сила која ќе ги придвижи тие процеси ако успее. Јас читав сабајлево една анализа од Јошка Фишер, поранешен министер за надворешни работи на Германија, кој кажува дека тоа меѓу редови не смее да се случи. Оти ако Каталонија успее како преседан, во тој случај европскиот проект пропаѓа.
Значи, можни се домина, Венето и Ломбардија беа предвидени, тие бараат малку поголема самостојност од централната власт, но тоа е клучот со референдуми во Холандија за излегување од ЕУ, референдум во Данска за излегување од ЕУ, така што Европа помина една финансиска криза, сега влегува во политичка криза и чекаме да видиме како тоа ќе се решава. Ти благодарам за ова анализа. Почитувани, останете тука. За кратко се враќаме со останатите светски информации.